Почитувани присутни, ми представува особена чест на почетокот на 2018 година, од моје лично име и од името на вработените во Државниот инспекторат за животна средина, да ве поздравам и да ви ја честитам новата година и да ви посакам многу успех. На почеток сакам да подлечам дека во изминатите години Државниот инспекторат за животна средина на известен начин беше запоставен и го немаше вистинскиот третман од страна на владата. При тоа мислам на нискиот буџет кој беше недоволен за нормално функционирање и за негова солидна кадрова екипираност. Но со нашето активно и ефикасно действување на терен низ цела Македонија во последниве неколку месеци внесовме една поинаква динамика и се отворивме кон јавноста и граѓаните. Се подобри организираноста и направивме координација со инспекторите за животна средина на градско и општинско ниво. Така да што сега се воведени 24-часовни дежурства. Направивме серија теренски обиколки во попладневните и ноќните часови. Тоа придонесе оваа влада да го согледа значењето на овој инспекторат и да го зголеми буџетот за негово функционирање во наредниот период. Затоа, оваа година очекувам подигнување на степенот на ефикасност на работата на инспекторатот во насока на заштита на човековата средина и на заштита на здравјето на граѓаните во нашата земја. Државниот инспекторат, согласно кварталните планови за работа во последниот квартал за 2017 година, вршеше зајакнати инспекцијски надзори. А откако беше надминат прагот на алармирање, реализираше 15 вонредни инспекцијски надзори во Скопје и Тетово, согласно законот за квалитет на амбиентален воздух, при што за еден правен субјект е поведена постапка за спогодување. Додека во изминативе 3 години немало ниту една санкција за ниту еден правен субјект. Инспекторатот континуирано ја следи ситуацијата и е во постојана комуникација со Министерството за животна средина. Државниот инспекторат за животна средина исто така е и во постојана комуникација со овластените инспектори за животна средина и координирано се спроведуваат инспекцијски надзори. Исто така ги повикуваме сите граѓани на бројот на телефонскиот број 193 да пријавуваат загадувачи, палење на оган и опожарување на јавни површини. На телефонскиот број има воспоставено 24-часовни дежурства. Значи во секој момент може граѓаните да се јават. Инаку годишната програма за работа на инспекторатот се изготвува врз основа на неколку законски одредби и врз основа на препораките на Европската комисија за минимум критериуми за инспекцијски служби во животна средина. Посебен акцент е ставен врз планирањето и фреквенцијата на инспекцијските надзори во согласно со европската методологија. Целта е секој индустријски субјект кој подлежи на надзор да направи посебна анализа на ризик. Со тоа ќе се оптимизира бројот и обемот на надзорите и наместо квантитет ќе се добие на квалитет, односно ќе се действува превентивно и ќе се спречат одредени можни еколошки катастрофи. Фокусот на надзорите за 2018 година се однесува на индустријата која подлежи на така наречените интегрирани дозволи, како например цементарница, рафинерија, топланите, големите енергетски објекти, металуршката, фармацевската индустрија, прехранбената и минералната индустрија, како и депониите. Предмет на надзор се и субјектите кои подлежат на елаборати за животна средина кои се под надзор на Државниот инспекторат, како и управувањето со сите видови на отпад, каде што се отпад од пакување, отпадни индустријски моторни масла, полихлорбифенилни масла, батерии и акумулатори, електронски и електричен отпад, што е мощна актуелна тема и која во последно време особено го засега Скопје. Посебен дел од нашата програма е посветен на надзорите на водите. И тоа хидростопанските субјекти, односно хидросистемите, давателите на услуги за вода за пиење, јавните комунални предпријатија, пречистителните станици за третман на отпадни води и на заштитените подрачја, како што се националните паркови, спомениците на природа, биосферните резервати и слично. Во моментов инспекторатот располага само со еден водостопански инспектор за целата територија на Република Македонија. Како што веќе спомнав, владата на Република Македонија оваа година го зголеми буџетот на инспекторатот за околу 10 милиони денари, што представува зголемување од околу 60%. На презентацијата може да ја видите генералната поделба на буџетските ставки
предвидени со новиот буџет и верувам дека и се надевам дека овие буџетски ставки се доволна гаранција дека нашата институција ефикасно ќе ги реализира сите програмски активности и ќе го подобри статусот на вработените. За оваа година, врз основа на реорганизацијата на инспекторатот, се планирани нови вработувања на помлади инспектори за зајакнување на ефикасноста и капацитетот на вршење на инспекцијски надзори и за натамошно усовршување на инспекторите. Ке има исто така и нови вработувања на неколку инспектори со положени лиценци и со соодветно искуство кои ќе бидат од големо значење на инспекторатот кој располага со мал број на инспектори кои во моментот вршат надзор. На целата територија на Република Македонија имаме вкупно 15 инспектори, додека во главниот град имаме само 3 инспектори кои вршат надзор, државни инспектори за животна средина. Дозволете ми сега да ве информирам и за новиот предлог закон за инспекција во животна средина, која е веќе во процедура и може да се види на интернет страницата на ЕНАР, односно единствениот национален електронски регистар. Со новиот закон сме чекор поблиску до усогласување со законодавството на Европска Унија во оваа област. Еден од новитетите е дека 2 месеци по надзорот кај А дозволите, односно инсталациите што поседуваат А интегрирани дозволи, ќе бидат јавно објавувани извештаите од спроведените надзори. Ќе иницираме измени во водење на прекршочната постапка, каде инспекторите би се фокусирале на квалитетот на инспекцијскиот надзор, а постапката би ја воделе прекршочните органи. Заради усогласување со европските практики, во 2018 година ќе се имплементираат сите резултати и документи од завршениот EU Twinning проект за вршење на инспекцијски надзор. Со програмата за работа е планирана и набавка на опрема за индикативни мерења, како и планирани се средства за споредбени мерења со акредитирана лабораторија за животна средина. Во текот е воспоставување на целосна база на податоци за процена на ризик при планирањето на инспекцијските надзори, како и изработка на стратегија за спроведување на законодавството по плански региони во Република Македонија за период од 3 до 6 години. Во моментов се подготвува нова интернет страница на инспекторатот, на која ќе биде презентирана програмата за работа во 2018 година. Инспекторатот работи транспарентно и веќе во функција Facebook профил преку кој комуницираме со јавноста. Тоа е дел од нашата платформа за редовна комуникација со граѓаните и другите институции и организации. Во овој дел посебно сакам да издвојам соработката со стопанските комори на Република Македонија и формирањето на тренинг центар во рамките на инспекторатот. Проектите за подигање на јавна свест кај учениците од основно и средно образование, како и соработката со правосудните органи во областа на еколошкиот криминал. Од меѓународните активности на инспекторатот сакам да го потенцирам учеството во повеќе EU проекти и партнерството во десетина проекти за заштита на животната средина во регионот. Неколку години назад неплатените чланарини кон Европската мрежа на инспектори за животна средина ќе бидат сервисирани со овогодишниот буџет. Уште еднаш апелирам за пријавување на загадувачи и палење на оган и опожарување на јавни површини на телефонскиот број 193, кој функционира 24 часа. И покана до вас, медиумите, да дојдете и заедно со инспекторите во било кое време да проследите како изгледа еден инспекцијски надзор. Ви благодарам. Повелете доколку имате. Павле се јави прв и одиме поред. Директоре, рековте еден правен субјект е санкциониран. Можете да ми кажете повеќе информации за кој станува, за која компанија станува збор и што е најдено таму што било спорно според законот? Се работи за правниот субјект Дрисла, депонија Дрисла, каде што е констатирано пречекорување на дозволените граници од испуштање на инсалераторот и постапено е согласно закон, напишана е прекршочна казна, ограничена е неговата работа, така да постапено е согласно закон. Колкава е казната? Казната се движи до 25.000 евра, прекршочната комисија мислам дека е спогодбено е 8.500 евра пресуди, донесе одлука. Рековте инсалераторот, тоа е печката за гориво? Да, на медицинскиот отпад. Инсалератор, да. Како и да беше, да.
ќе продолжи да работи или сега е... Значи, вака, се постапи по закон за амбиентален воздух, они имаат упатства да проблемот со инцелераторот да го решат, односно да бидат поставени филтри на самиот, доколку не бидат поставени следи соодветна казна по закон за животна средина и согласно законот. И уште едно прашање имам, граѓаните апелира да се направат контроли поготово во не интегрираните дозволи каде што е потребно да ги поседуваат капацитетите, оние помалите работилници, дека и таму се гори нешто, дека и од таму доаѓа чат. Рековте дека се спроведени воредни и нокни ненајавени контроли, така што најдено не е нешто. Во изминатиот период на територија на општина Карпош, конкретно, имаме доста представки до инспекторатот. Во неколку наврата во доцните попладневни часови и полноќни часови искочено е на терен. Меѓутоа проверени се сите отпади, сите мали погони во времето кога инспекторите се на терен, не е најдено ништо. Меѓутоа имаме представи од граѓани за тоа што го спомнавте, за мали погони, за отпади. Меѓутоа, уште еднаш апелирам неколку пати, бројот 193, граѓаните да го користат, 24 часовни дежурства има. Така што колегите од град Скопје, општинските инспектори се на терен, со самото јавување на 193 одма им се дава налог и одма одат на посочената локација. Значи, доколку има исто и може да представки до инспекторатот со точна адреса, значи, еве, и анонимно, не е никаков проблем, инспекторатот одма искача на терен и ја констатира состојбата. Само кај ОКТЕ се утврдени неправилности во извршените надзори во изминатиот период, речемо последната пола година? Извинете? Само кај Дрисла ли се само утврдени неправилности во... Конкретно кај Дрисла е постапено. На друго место нема најдено? Па моментално нема. Меѓутоа засилени контроли се продолжуваат, засилените контроли без разлика со уредбата во која е знакот за уредбата за алармирање при надминување на прагот. Значи овој период инспекторатот е постојано со засилени контроли. Инспекторатот со инспекторите, мал број инспектори имаме 3, меѓутоа инспекторите се во пасивно дежурство. Значи во секој момент може да бидат во овој период може да бидат повикани од така сме договорени, така работиме, да бидат повикани од дома и да искочат на терен. Само уште едно прашање, колку инспектори планирате дополнително да вработите во 2018 година и колку според вашите проценки е оптималниот број на инспектори за да може ефикасно да функционира инспекторат? За оптимално функционирање во сите поголеми градови би треба да има по еден инспектор за животна средина. Во првиот бран на зајакнување на човечките ресурси на инспекторатот планираме да се вработат 6 до 7, зависност од од финансиите. Во прво време ќе бидат 6 до 7 инспектори вработени. Они имаат... И што ако не ги постават, што во тој случај, дали ќе им се забрани воопшто да се гори медицински? Прекршочната комисија донесе одлука каде што спогодбено е договорено, значи казната е до 25.000 евра. Спогодбено е договорено да платат они 8.500 евра, меѓутоа да спроведат, да монтираат филтри, затоа е намалена казната. Затоа се вика спогодбено. Они се задолжени тоа да го направат. Они подпишале дека тоа ќе го направат и очекуваме тоа да го реализираат. Доколку не го реализираат, согласно законот, инспекторатот ќе постапи. Рок има од 30 дена. 30 или 90 дена, се извинувам. Рековте дека има обврска со новите законски решенија за контролите во правните субјекти со интегрирана дозвола после 2 месеци да се објави. Тоа значи тоа ќе биде обврскано инспекторатот или законско обврска. Или толку време ќе се чекаат информации. Не, додека се направи еден извештај, нели, треба да помине одреден временски период. Значи после 2 месеца од надзорот ќе ги имаме известувањата, јавни известувања на правосилност да добијат актите. Рековте дека контролирате и депони. Во Скопје дел од градоначалниците има акции за чистење или на диви депони и ѓубришта. Во Скопје се знае дека единствена депонија е Дрисла.
А што од вашите контроли на терен увидовте? Има ли диви депонии и што со тие и казнете ли? Зборот депонија упатува на надлежност на Државниот инспекторат за животна средина. Во Скопје имаме една депонија, Дрисла, за кој ние сме надлежни. Изразот диви депонии, значи не постојат диви депонии, постојат диви сметлишта и тие се во ингеренции на општината, на градоначалниците. Така да ние немаме ингеренции во однос на тие диви сметлишта. Кој има? Општините треба. Контролира општините. И општините ако не работат. Граѓаните. Има ли начин да им се каже, одете исчистете го? Ние имаме добра соработка со општините. Значи координација доколку имаат потреба од инспекторатот, искачаме ние заедно со нив, меѓутоа во однос на расчистување на тие диви сметлишта, како инспекторат не може да превземеме ништо. Значи таму нема правен субјект каде што може да искочиме и да... Општината треба да искочи и да го реши проблемот. Еве, санкционирате градоначалникот доколку има нива депонија и вие апсолутно. Немаме такви ингеренции, ние градоначалникот да го санкционираме. Само објаснување за вас. Пред 3 години се обидовме, значи во законодавството, нашите колеги правниците од секторот за Европска унија да вметнат казнена одредба за градоначалниците, меѓутоа од секретаријат за законодавство не беше дозволено, бидејќи се сметаше дека се тие наименувани лица. За жал, на нивен предлог, не само програма за животна средина, него и за култура и образование гласа Советот и по тие програми, значи треба да работат секторите. Надзор над работата на општините, односно над секторите за животна средина, административен надзор збориме, значи врши Министерството за животна средина во однос на примената на законодавството. Во новиот закон е ставено дека стручен надзор над работата на колегите локални инспектори вршиме ние. Додека над сите инспекторати управен надзор врши Државен управен инспекторат за непостапување во рок од 8 дена по пријави или за незадоволство од постапувањето. Значи може странка да не е задоволна едноставно од постапувањето, може да го обжали. Државниот управен инспекторат, да речеме ако е за Берово, може да каже од Гевгелија ќе иде управен инспектор, значи не од истиот регион, од истиот град. Од прилика вака на кратко. Инаку по закон за јавна чистота, комуналните инспектори, комуналните редари и униформирани полициски службеници се главни за спроведување на тој закон за дивите сметлишта. Уште едно прашање за Дрисла. Што во овој период од 90 дена дали во Дрисла ќе се гори тој медицински отпад, каде што пред непол месец имавте извештај дека бил 8 сата. Дрисла е задолжена. Има смее да гори само 8 часа во денот, не во 3 смени како што беше претходно, кога временските прилики тоа го дозволуваат. Значи, зашто немаме бекап варијанта на тој медицински отпад и може да настане многу поголем проблем во однос на складирање и постапување со него. Значи, Дрисла, целиот отпад од Република Македонија, медицинскиот отпад, се носи во Дрисла. Ке вршиме? Со новиот закон. Со новиот закон што е во процедура. Февруари, март да влезе веќе во ставена на ЕНАР, така да... Тогаш само ќе правите извештај или да може да... Не, ќе можеме да носиме и санкции за непостапување на локалните инспектори. Државен инспектор. Државен инспекторат за животна средина. Да знаете, значи, сите државни инспекторати се само административни органи во состав на министерствата од мај 2014, инаку се посебни правни субјекти и со буџет од прва линија. Значи, комплетно се независни управна постапка и инспекцијска постапка. Ви благодарам.